Добар и убав ден, драги мои. Добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Денеска, со задоволство, ќе кажам дека ќе имаме 3 емисии, една по друга, за Бадник. Посно, вкусно и многу значајно. Велат, кај да си, за Бадник, дома да си. За Бадник сите треба да имаме убава мисла, убав збор, да не се караме, едноставно да уживаме во тишината која ни ја дава. Бадник, православен празник, каде што трпезата не треба да биде многу богата, меѓутоа треба да биде многу значајна. Велат, за Бадник кај да си, дома да си. Еден од најголемите православни празници и секако празник за почит, затоа што на овој празник посечив дом владее тишината, мирот и хармонијата. Денеска ќе готвам храна специјално за овој голем православен празник. И секако ќе почнам со лепчето по кое има паричка. Паричката, на тој што ќе му се падне, не смее да ја потроши. Треба или да ја носи со себе во својот новчаник, или да ја стави под некоја икона со цел да донесе берикет во куќата. Меѓутоа, ајде да почнеме полека. Прво, како и основно, бев на пазар, бев во маркет, бев секаде каде што треба, за да купам се што ми е потребно за да сготвам убава и вкусна храна, која е посна. За овој празник не треба да имаме раскош. Треба да имаме нешто кое ќе донесе мир и хармонија, како што кажав. Празник вистински за почит. И бидејќи лепчето е она што е многу важно, ќе почнам од него, а ќе направам и 3 различни пити со тегнети домашни кори. Едноставно, пита со кисела зелка, пита со тиква и пита со прас. Ајде да почнеме полека. Што се ни е потребно? Прво, ни е потребно околу 600 мл вода на 1 килограм брашно. Во водата, која е млака, ќе додадам и 8 грама квасец. Го пуштаме миксерот да го изврти малце квасецот со водата. И тоа многу кратко време. Одлично. Сега солта ќе ја додадам во брашното и вака ќе ја измешам малце. Ќе го извадам садот од миксерот и полека брашното ќе го додадам во него. Многу едноставно и денешниот ден, еден од најубавите денови во годината. Се што правиме треба да биде тивко, полека и смирено, за таква да ни биде и следната година. Откако ќе го измешаме убаво и ќе го направиме тестото, тестото не треба да биде многу цврсто, треба да биде малку и лепливо, значи меко и убаво. Откако добро ќе го измесиме тестото, во него ќе додадеме и 50 милилитри масло. Сето тоа убаво да се соедини, а од кога ќе се соедини, потребно ни е околу час и половина. Зошто? За да го ставиме тестото убаво да стаса. Првиот пат кога ќе стаса, ќе го премесиме и тогаш во него ќе ставиме паричката. Меѓутоа, паричката ставете ја во вода, убаво да изврие 10 минути, а потоа убаво исушете ја и ставете ја во алуминиумска фолија, а потоа додајте ја во тестото, добро измешајте го, затоа што на тој начин и вие нема да знаете каде е паричката и на тој што ќе му се падне, ќе биде навистина многу среќен следната година. И сето тоа нели ќе биде вистинито. Паричката навистина има големо значение за тој што ќе му се падне. Затоа што целата година што доаѓа ќе биде среќен и берикетен, а секако и многу здрав. Еве го тестото го направив баш онака како што треба.
И сега ќе го ставам на работната маса и убаво ќе го измешам. Додека го месите тестото, имајте убава мисла. Кажувајте убави зборови за тоа што таков е денот. Меѓутоа, не заборавајте, ова е само еден ден во годината. Секој ден имајте убава мисла и кажувајте убав збор, така и ќе се чувствувате убаво. Сега, тестото ќе го оставам во еден длабок сад, 45 минути ќе го оставам да стасува. Потоа ќе го премесам, ќе го поделам на два дела. Во едниот дел ќе ставам паричка и од него ќе направам убава домашна бадникова погача, не погача, него лепче со паричка, а од другото тесто што ќе ми остане, ќе направам дополнително да имаме тазе испечено лепче во куќата, затоа што мирисот на тазе испечен леп навистина привлекува и носи среќа. Тестото за лепчето со паричка е готово. Сега ќе го направам и тестото за питата. Многу едноставно. Вода, сол, брашно и малце масло. Ќе ја додадеме водата. Солта овде нема квасет, затоа што ќе ги тегнеме корите, да биде баш домакински. И дајте се од себе, затоа што многу е значајно тој што ќе седне со вас на масата вистински да ужива во храната што ја јаде, затоа што велат старите дека ќе ужива и цела година, секој ден. Откако тестото добро ќе се соедини, на крајот додаваме и 50 мл масло. Ќе оставиме убаво да го изврти да се соедини и тестото за питата е готова. Меѓутоа, тестото за питата треба најмалце 1 час да го оставиме така добро измесено, а потоа да го поделиме на мали топчиња по 100 грама. Тие мали топчиња по 100 грама ќе ги намастиме многу добро и ќе ги оставиме уште 30 минути да остојат во маслото. А потоа со рацете нежно ќе ги развлечеме и ќе ги ставиме една врз друга. И ќе ги оставиме уште 45 минути така во маслото. А после тоа ќе ви покажам како наедноставно да ги растегнете домашните кори. Ставете го на работната маса и уште еднаш добро изместете го. Старите велат дека треба 100 пати да се удри тестото од работната маса, меѓутоа ако имаме ваков убав миксер, нема потреба, затоа што одлично си ја врши работата. Еве го сега, тестото ќе го ставиме во еден длабок сад, ќе го покријам со најлонска фолија и како што ви спомнав, да повторам уште еднаш. После 1 час ќе го поделиме на мали топчиња, ќе ги намастиме добро, ќе ги оставиме да отстојат, ќе ги растегнеме и повторно ќе ги вратиме во масло за да бидат спремни за добро да можеме да ги истегнеме корите и да направиме одлични и вкусни бадникови пити. Додека го обработував тестото и додека стоеше, јас го спремив мастрафот за сите 3 пити. Едната, како што кажав, ќе биде со тиква. Тиквата ќе ја ставиме во еден сад, ќе додадеме малце цимет и ќе додадеме вода со карамелизиран шекер, како дополнителен вкус, да биде малце поразлична. Еве ќе ја ставиме тука и полека со лажица ќе ја спојам тиквата со циметот и со прегорениот шекер или карамелизираниот шекер, а тоа многу едноставно се прави, драги мои. Ставете 150 грама шекер
на среден оган, убаво да карамелизира, меѓутоа не да изгори. Кога ќе се растопи целиот и кога ќе ја добие таа убава бакарна боја, во него додадете 200 мл вода и оставете тоа малце да издинста, да редуцира, да го намали, нели, да намали количината на течност, а потоа додадете во тиквата, добро измешајте и трнете на страна за тоа што корите се готови. Празот добро го исецкав, го ставив во длабока вода, неколку пати го измасирав, што се вика народно, и ќе го додадам во овој сад. Во него ќе додадам лук, кој ќе го дополни вкусот, и секако макдонос, кој ситно го исецкав. Сето ова убаво ќе го измешаме. Киселата зелка. Денеска ќе направам магична пита со кисела зелка, затоа што ќе ја збогатам зелката со лук, со пола главица црвен кромит, кој ќе го надополни вкусот, и на крај ќе додадам ким. Зачин кој сите го сакаме и не потсеќа на кифлите на баба или на мама. Нели? Убаво и тоа ќе го измешам. Во празот ќе додадеме и малце сол, затоа што, нели, не смее питата да биде без сол, нема да биде вкусна. Ете така. И сега, драги мои, малце масло на масата. Земете една од корите. Така, нежно развлечете. Скинете ги крајвите. Намерно ги направив по 100 грама топчињата, за да може лесно да се растегнат и да направиме мали убави за секого по една велат. Сега ќе додадеме малце прас. И нежно ќе ја завиткаме. Оставиме тука и тоа ќе го повториме се додека имаме мастрав. Завиткајте ги нежно, не стискајте многу и ставете ги една до друга. Откако добро ќе го одработите тестото, ќе ви биде многу едноставно да го развлечете, баш како мене сега што ми е и вистински уживам. Трнете ги само краевите, затоа што тие се подебели и питата на тој начин, ако ги оставиме, нема да биде убава, него ќе биде зглибавена внатре. Тука имаме уште малце и не брзајте, уживајте, затоа што ова го правите за вас и за вашите најдраги. Супер. Повторете го ова се додека имате мастрав. Не ја стегајте многу кората кога ја завиткувате, за да биде убава, да не биде набиена.
Ако правилно го обработите тестото, тоа така и ќе ви врати со добро. И све има да испадне онака како што сме замислиле. Плюс, со убава мисла во главата, немаме утка. За бадник велат дека ништо не се дава од куќата, дека не се чисти, дека не се трча, дека не се брза, дека не се кара. Затоа што ако тој ден се караме, и ако даваме, цела година ќе даваме и цела година ќе се караме. А тоа, нели, воопшто не е добро за никого. Колку би било убаво, луѓето добро да се однесуваат секој ден во годината. Сега ќе направам и со тиквата, меѓутоа ќе ја ставам во друго тавче, за да не се измешаат вкусовите. Отлично. Уште малце од тиквата, шубаво мирисе на циметот. Питата ја направив, не направив голема количина, само сакав да ви објаснам и да ве научам како треба. Многу едноставно ако го почитувате редот. Еве го сега и лепчето, тестото за лепчето. Сега што ќе направам? Сега ќе го поделам на половина. Од едното тесто ќе направам лепче. А во другото тесто ќе ја ставам паричката. Како што ви кажав, така и направив. Прво ја изврив добро во вода, а потоа ја завиткав во алуминиумска фолија. Ајде да го направиме прво лепчето. Еве го лепчето и сега ќе го преклопиме и ќе го стиснеме малце вака, многу едноставно. Краевите исто така ќе ги стиснеме и ќе го завиткаме лепчето и ќе го ставам во, само убаво да го завиткам тука на крајот за не ми избега. Посадот ќе го стисна малце. Отлично. И ќе го оставам на страна двојно да го зголеми волуменот. А ова е за бадниковото лепче. Паричката ќе ја ставам негде вака во средина. Ќе го свртам вака многу внимателно. Малце ќе го стиснам и во посебен калап ќе го ставам и тоа двојно да го зголеми волуменот. Додека лепчето си стасува, јас ќе продолжам да ги правам останатите јадења, а полека постепено прво ќе почнам со питите, ќе ги испечам и ќе ги трнам на страна. Велат дека питата е убава кога е жешка, меѓутоа убава и кога ќе подолади малце, затоа што тогаш се чувствува све во нејзе. Еве го и лепчето. Веќе е доволно стасено за да го испечам, а во овој сатов дека е бадниковото лепче со паричка. Ќе обрнам 100% внимание и секако со најдобра мисла и желба да испадне све како што треба. Температурата на рерната е 200 степени и 30 на минути ќе бидат потребни за лепчето да биде испечено.
Тоа беше се за првата емисија за Бадниковата вечер, каде што готвам постна храна. Денеска видовте како го направив бадниковото лепче, кое стасува, а утре ќе го печеме. Видовте како направив тесто и од него направив 3 различни постни пити. Едната со тиква, другата со зелка и третата со прас. Гледајте ни утре, затоа што продолжуваме со вистинско задоволство, со убава мисла и со убав збор. Имајте пријатна вечер.